Добре дојдовте во процес. Лекувањата во странство често значат да бидат тешка битка со системот. Додека некои граѓани грчевито собираат донации и не се ни обидуваат да добијат одобрение од фондот, други го одат по тешкиот пат низ лавиринтите за да го добијат тоа што им следува. Добре дојде за мојата гостинка, Владанка Кухар, која е тука да ни ја раскаже правната битка низ која што проаѓа веќе 6 години, да. која е исто толку тешка, како и состојбата на незината ќерка, која 9 години е врзана за кревет. Морам да кажам на почеток дека поканив и службено лице од Фондот за здравствено осигурување, од правната служба, но таму рекоа дека нема потреба да дојдат, дека си кажале тоа што имале. Нас тоа не спречува да раскажеме целата приказна и голготата низ која што поминувате сите овие години, за да ја добиете таа правна битка. Вака сега, јас би сакала само накратко да кажам како течеше текот на лекувањето и како дојде до сообраќајната несреќа на мојата ќерка Сања. Тоа се случи во 2009 година, кога она како пешак поминуваше пешачки премин на улицата Партизански одреди, кога такси возило со голема брзина, буквално ја соборил, со што она веднаш била пренесена во клиниката, извршена првична операција, била во состојба на кома и околу 6 месеци лежеше во клиниката Карел. Таму и беше пружена целата нега од медицинската екипа, од директорката, онолку колку што условите ги има самата клиника дозволуваат, бидејќи се знае дека таму они работат во многу тешки услови. Беа извршени хируршки интервенции и мојата ќерка ја водеше тим на неврохирурзи. Сега јас не сум неврохирург направено, сигурно сето тоа што они најмногу можеле најдобро да го направат. Меѓутоа дојдовме до една точка кај што ни беше посочено дека понатамуштото лекување на лежење во клиниката Карел веќе нема потреба затоа што не беше третирана како стабилен пациент, исклучена од исклучена од апарати се. Меѓутоа остана еден проблем што она при една од операциите и беше извадена коска од черепот на главата со цел што неврохирурзите тоа ни објаснија притисок на мозок да не навлегува. И тоа остана непокриено. Докторот професор Дамјановски се обидуваше тоа да го реши, меѓутоа од одредени причини сепак тоа остана така. Беше вклучена и клиниката за пластична хирургија, која се обиде со една интервенција да стави дел од кожа од незината нога, меѓутоа таа операција исто, мислам, они се влажува, меѓутоа немат поддршка, немат како. И таа операција пропадне, тоа се условите, јас да не испадне сега дека јас ги поценувам во однос на стручност, истите лекари доколку би работеле во странски, би работеле сигурно сите тие интервенции би ги направиле можеби подобро. За да се санира таа рани, за да ние се одиме дома, клиниката за пластична хирургија, повика една приватна здравствена установа и ни кажа вака, дека они доаѓаат во домашни услови, значи да си ја земеме ќерката дома и ние сакавме да ја земеме и да таму ја се третира раната, бидејќи фактички беше тој еден отворен мозок. Тие се согласија да вршат тие преврски, тоа траја 2-3 години. Не беше кажано дека тој ќе го плати фондот. Тоа беа големи трошоци? Големи, да ви кажам, тоа беа 3 години беше третирано тоа, затоа што беше непокриен дел, се уште немаше решение како тоа да се изведе тој оперативен зафат. И јас ни кажа, да кажеме на 5-6 месеци доставувајте профактури, фондот ќе го плати. Доставив писмено барање до директорката, тогаш беше Смилја Туџарова, не знам дали е сега, со тоа барање не само што писмено не ми одговори, туку само телефонски се јави секретарката и кажа нема да ви дозволиме да ги рефундирате парите. Зошто, како? Вие требаше да ги рефундирате од фондот, па така ни кажа. Да подпише. Да. За која сума се работи? Па видите, тоа огромна сума, за да замислите 3 години, па 10.000 евра тука имаме дадено. Значи, одам понатаму сега, значи ние со тој дефект, значи со непокриен дел од
се јавија подосна проблеми. Се јави, значи она беше доста стабилна и добра и контактабилна, меѓутоа состојбата се влоши. Направивме компјутерска снимка која покажа присуство на воздух во мозокот. Уште една снимка во која покажа дека се зголемува присуството на воздух. Што ви велеа лекарите тука? Па супругот одеше во неврохирургија, не знам со кој разговараше, меѓутоа наводно како што ми пренесе кажа дека тој ќе се абсорбира, дека не знаат од кај е воздухот и тоа заврши тука. Се нормално консултиравте како родители странски. Па видите нормално секој за дете за најбанална оди на второ мислење, мислам, тоа е не еден родител. Веднаш сите тие снимки ги пративме до 3 странски клиники за неврохирургија. Една беше Ачибаден во Истанбул, една беше во клиника за неврохирургија Љубљана и третата во Баварска во Германија. И сега замислите, значи експресно добиваме мејл дека ако ние детето не го донесеме на операција, дека тој воздух не знам какви последици, дека таа нема да преживее. Дека е во животно загрозувачка состојба. Сега ние во тој момент во состојба на шок, вие не можете ни рационално да размислувате. Повторно отиде сопругот во клиниката за неврохирургија за совет што да прави. Дори тој го молеше професорот Дамјановски да изврши операцијата. Тој му кажал дека јас ќе извршам, знам како да извршам, меѓутоа јас можам да извршам само со моите 2 раце, немам инструмент, немам подршка, опасност од невроинфекција. После нивните консултации како таму се договарале, не знам. Тогаш добивме значи предлог за патување за лекување во странство, во кој они напиша дека таква операција овде не може да изведат. И сега го отпушнам делот што сакам да го кажам, што е многу важен. Значи почнува правната битка која што ја водите 6 години. Да, значи покрај ова борбата што вие го гледате детето, па требате посебна храна, па да викате лекари да консултирате, нели? Вие морате да водите административно судска битка 6 години. Зошто дојде до тоа? Што дојде до тоа што првично, значи операцијата што беше планирана, која требаше да се изведе, изискуваше фондот ви уплати, ни уплати, меѓутоа ни уплати сумата што ни беше дадена по профактура од клиниката за неврохирургија во Германија. Меѓутоа операцијата изведуваше, требаше да изведи пластичниот хирург, тој е уште поважен, затоа што треба... Значи таму се покажа дека е мултидисциплинарна, да. Јас во оној шок, значи бидејќи ни кажаа дека се работи за часови, ја носев првата фактура во фондот, излегува коректни, веднаш интервенира, уплатија се што треба. Наредниот ден јас повторно појдов, им кажа, викам, јас контактиравме телефонски, дека и пластичниот хирург има трошоци околу имплантот, они го набавуваат од Америка. Една службеничка, ја сега ми е криво што не можам да се сетам на службеничката, бидејќи они беа исплашени од таа витално загрозувачка состојба, значи никој да не одговара. Со најдобра намера ми кажа, вие само одите, затоа што во правилникот има такви одредби, ниедна операција не може да се планира, не може да чека, а ние после тоа сето тоа ќе се регулира. Затоа што ниедна операција, еве нека дојде некој лекар, прашате било кој, дали може операција точно дури на слепо црево да се одреди колку дена, а камоли операција на глава. Посебно јас тоа нормално и го поверував, тогаш верував, сега веќе не верувам. Тогаш поверував, правилникот им го знае, прописите цело време им ги пратев. И така ние отидовме. Да, јас сум правник. И операцијата беше успешно извршена. Беше без невроинфекција, дури мислам и самата клиника беше се гордееше со успешноста на таа операција, да беше вграден имплант во кој вие не може да приметите дека имплант. Значи тука значи и коска беше ставена. И коска, а таа коската покриена со кожа која требаше да се шири. Мислам, тоа го знае, морам да го спомнам се директорот на клиниката Чапаровски, тој го знае. Екс-директорот. Меѓутоа, не знам од кои причини ние му го навлековме гневот или политиката на недавање пари, рестрикција на упатување на лекување. Не знам што е тој, ако сака нека каже. Јас знам дека
Едноставно, тој беше главната пречка и главната причина за сите ние маки, патешествија и уништување на целото мое семејство. Јас си ги доставив сите документи. Да кажам дека операцијата беше успешна и тоа по тоа што од клиниката ни бара за повеќе медиуми да дадеме изјави, интервјуа, не сакаат толку да не малтретираат. Ние видео дека колку е успешна за да ете на крај клиниката кажа дека направила нека успешна операција, дека дошол некој од земја таа и таа. На крај дадовме интервју или снимање, беше за некоја баварска телевизија или вестник, не е битно. Зборот ми е тоа што е за германската клиника успешно и што е успешно и што ни го виде и екс-директорот. Меѓутоа, они тоа го сметат неуспешно. Значи, требаше, кога ќе се вратите, да направи проценка нашата клиника за неврохирургија? Не, вака да појаснам. Јас имам, 5 решенија од фондот, со кои они ми го одбиваат моето барање за дополнителни трошоци и продолжено лекување. И 4 пресуди, со кои да објасниме, тоа дополнително лекување е оној дел од пластична хирургија што требаше продолжително да се остави. Продолжено лекувањето нема, они сами не кажуваат, во медицината нема, така нема. Па и во договорите за градење стамбена зграда, 200 анекси се подпишува. Значи тука нема дилема дека они знаат дека тој рок, дури и ние сакаме да заштитиме пари. И детето само да ќе ве прекинам, значи тоа пролонгирање, тоа неопходно беше неопходно и чинеше дополнителни 30 и повеќе чинеше, меѓутоа јас ги повлекував барањата, не тужев за мене. Целата сума околу тоа само за ќерката, не за мене, не за патни трошоци. Вие не добивте придружник, таа не доби придружник. Да, Сања не доби придружник. Мислам и тоа бев чудена видена што не доби придружник. Патот си го платите Патот сами? Ние си го плативме сами, макар што пишува дека, значи, комисијата работи по еден нивни правилник, во кој имат наведено, сакам да објаснам на кратко, зошто не, на Сања, на мојата ќерка, не е даден придружник, и покрај тоа што таа не може. Има еден член кој што наведува дека... Тука е многу небулозно тоа. Небулозно, еве на кратко, сега да не отворам за правилници. Има еден член кој што вика на лице што е глуво, неподвижно и не знам се во каква состојба, значи фондот може да му одобри придружник. Значи може, а не мора. Значи може, а не мора. И нормално клиниката за неврохирургија си постапува според правилникот, они вика не мораме, нека си плати семејството, значи битно е државата да не се оштети. Семејството нека се снаоѓе, сега вие во тој шок. Треба, значи, да се покувате, да се спремате, да гледате детето живо, да го однесете и плюс да прибирате пари. А придружникот е трошоците за мене како придружник, да не кажам 1/4 или 1/3 од трошоците за лекување. Ајде тоа. Колку за патните платите за превоз? За превоз плативме, значи 3500 евра во еден правец, значи за враќање 7000 евра. И јас мислев дека тие се реални трошоци кои треба фондот нас да ни ги плати. Па и тоа не било така. И тогаш исто, значи, јас цело време доживував некои правни шокови, од што не верував дека може воопшто таква регулатива да постои. Они си имаат некој нивен, што си напишале некој подзаконски пропис, во кој навеле, да кажем, ако лекувањето се врши во земја, во град на оддалеченост од 500 км, се плаќа толку. Ако се лекуваш во клиника до 1000 км, до 2000, значи, они и сето тоа е толку символично. И сега, не само што е тоа правно неиздржано, тоа морам да ви кажам, тоа е многу болно. Многу е болно кога ќе видите вие дека некој функционер ќе земе патни трошоци, што се нереални, а вие не можете да добиете патни трошоци. И веднаш се ги добива. Да, и веднаш се ги добива. И затоа што така си напишале дека тоа прави им следува. А што се однесува до лицата, значи, еве ја сакам Ангел Митевски го има подпишано тој правилник. Да го прашате. Беше шеф на кабинет. Да, не знам, не ги знам функцијата, ја го гледам како подписник. Еве замолите го како новинар што работи на темата здравство. Како може слепо и неподвижно лице, значи само да појде, да подпише, да не кажам, 100 документи таму
само да легне во болнички кревет, да отиде само да се грижи. Еве, Ангел го повикувам јавно, нека каже како е тоа можно. И да кажам, еве, ние плативме за мене, го плативме превозот и се откажа во тие трошоци за мене. Меѓутоа, за мојата ќерка ја не сакам да се откажам. Таа правна битка, ова се случуваше се во 2013. Ова е од 2013, сега секогаш кога фондот, значи тука фондот, комисија, управен одбор, организационно, да не навлегувам се, бидејќи немам правник, да имам соговорник, така, да дојдеше правник од фондот, имаше дебата. Ќе имав дебата, се вака со вас чисто ја запознам јавноста. Значи, решенијата со кои вас ве одбиваат, значи странките, не знам другите, скажам за мене. Тоа е срамота да бидат така напишани, така пуштени до странките. Дали си писмени, неписмени, вие не знаете зашто сте одбиени. Вие апсолутно не знаете, значи, решенијата што ги пишуваат, не само што се измислуваат и лаги, невистините податоци, невистините факти, вадат од контекст членови од закон. И повторно ќе кажам, ми е криво што немам соговорник. Јас му пратив еден мејл, мејл до двата директори и му кажав дека сакам во присуство на вашите правници, не ми верува мене, правници да кажам зошто фондот не работи по закон. И по правилникот што сами го напишале. Што ви беше одговорено? Па не ми беше ни воопшто одговорено дека предметот е во судски спор и со тоа они сметат дека не е завршиле. Меѓутоа, ако постапката се води 6 години, која е поентата? И уште толку години, кој знае колку ќе се води? Таа спрега управен суд, фонд. Спрегата, значи лекарски комисии, директори на клиники, според мене, постои еден врзан систем на директори на клиники со лекарски комисии, сега не знам никако, управен фонд и управен суд. Да судот не се јавеше како коректив да исправи ова неправда, во смисол да го задолжи фондот, да ги исплати трошоците, фондот немаше така да се однесува, како да кажем, мајтабџески, во смисол да ви пишува нешто што дури како да ви смејува, ви кажува. Значи управен суд донесе одлука во ваша корист. Не, 4 има. Меѓутоа не пресуди конечно, само поништува. И тоа му дава на фондот една лежерност, значи они знаеа дека судот никош нема да донесе пресуда. Него секој ќе го враќа предметот, по нике си играат мајтап, значи таа пинг-понг игра, мене ми го ништоа семејството. 6 години. Сега, ако кажеме дека сообраќајката на ќерката, ете е судбина, нели така не било пишано, не знаеме како, нели она што се зборува. Јас сум верник, ете, може судбина било. Дали е судбина да некој вака ве малтретира да се живува? Дали е судбина и здравјето на мојот син да биде уништено? Што мораше да ангажира, да организира хуманитарни акции, да во една зима сите негови другари, другарки, мајките, татковците на другарите да собираат средства, да отвараме сметки. Дали и тоа ли е судбина? Еве го молам директорот Ден Дончев, уште еднаш, и му кажувам дека повикувам, сакам со него да се видам во присуство на правници, за да ми го објаснат сето ова што значат тие решенија. Повикувам еве и председателката на Висшиот управен суд, нека ги види овие пресуди. Ја повикувам еве и сакам да ги доставам сите пресуди на министерката за правда, Рената Десковска. Нека каже, ако со овие 4 пресуди управниот суд правилно постапувал, јас еве ќе дојдам повторно кај вас, јас ќе се извинам. Кого да повикам? Еве се во моментот ми текнува на професорот Давидковски по управно право. Ќе му ги дадам решенијата. На никој начин, не знам, професор е така, до факултетот, ако треба ќе појдам и кај него. Ако професорот Давидковски каже дека фондот ја води управната постапка како што треба, јас ќе се извинам на сите. Меѓутоа не е така. Не е така. Не сакам да цитирам членови, не сакам да кажувам, мислам сега затоа што не водиме правна дебата. Така. И значи не мора уште нешто ве замолам само да кажам околу тие решенијата, бидејќи они ме одбива, измислува, сме можеле во земјата да се лекуваме. Значи се разни нешто неиздржано. Ви кажам срамота, еве лично јас како правник, да ми каже некој такво решение донесено, јас не би го однела. Не би го ни парафирала. Дури би напишала
писмено предупредување до раководителот дека тоа веќе е незаконито. Овие постапки се брзи. Ако веќе 6 години трае, веќе мене да ви кажам, веќе тоа неправда направена. Ви кажам, и здравјето на син ми го уништија. Зашто детето цело време организира некои коментарки. Тоа ли е живот? Ова било судбина, а судбина ли е фондот? Што е тоа? Незаконитост. Сега повторно се навраќам, бидејќи најверојатно не знаеа пошто веќе да ме одбиваат. Предпоставам дека седнале и што смислиле? Смислиле дека, значи, ако осигураник, значи, добие конзилиарно мислење со мито, без мито, не е битно како, значи, со помош на, Господ како му пишал, дека откако ќе се врати лицето од странство, од лекување, значи, нормално ако преживее, тоа се ризични операции. Ние знаеме дека и кај нас починуваат од најбезазлени операции. Дека треба да се јави кај клиниката што го патила да они дадат оценка дали е операцијата. Тоа е тоа што ве прашав претходно, дали е успешна? Па успешна е, они не сака да читат, мислам дека они воопшто не читаат. Они воопшто не читаат, они мислам дека имаат работата онака, нека кажат како работат. Да дадат оценка, ќе можеле да изведат операцијата тука. Да, они дали успешна операцијата. И ја веднаш јас ја видов измината, бидејќи го пратам нивниот, мислам, сајт и им ги знам прописите од здравство. Што ми ја видов таа измена, јас предпоставав дека ќе играат на Валкан игра. Да ви кажам, венче е тоа што ме боли мене. Повторно ќе кажам. На кирката, така била судбина. Меѓутоа судбина да уништат нас, да фирмата на сопругот пропадне. Додека некој во државата јадеше шницли од бизони, од не знам што. Дали некој нас да праша што ние јадеме дома? Што можам на тоа моје дете јас да му купам? Дали им е јасно, јас сакам да се соочат со мене, они не сакат. Јас барав прием кај сите. Значи барав кај председателката на управен одбор Елена Трпкова, кај председател на првостепена, на второстепена, кај директори, кај министар за здравство. Верувајте, знаете до кој ниво дојдов? До портирница. Дали ми е срам, дали се срамат? Дали се срамат? Значи, никој може да купува брендирана облека и тоа е по закон. А слепо лице може само да отиде да се лекува во странство. И сега... Многу штетни, очигледно многу штетни. Да, значи, они ни го уништа, верувате, не знам кој дете повеќе да го жалам. Дали ќерката, дали синот, кој цело време трча за хуманитарни за да собира пари за сестра му. Што луѓе беа, јас стварно сакам да ги видам, сакам да ги видам со очи што луѓе се, луѓе ли се, какви се, што се. Постои ли за нив закон или она државата, тоа сум јас, не знам. По кои списоци работат? Имат ли привилегирани касти како во Индија што едно време имало, па само таа каста била привилегирана? Јас така мислам. Сметате дека овој правилник за лекување во странство е штетен за граѓаните? Правилникот не да е штетен, тој е рестриктивен на начин што осигураникот прво, значи тешко ќе добие конзилиарно мислење, и да го добие. Самите одредби дека може придружник, не може придружник и самото однесување на стручните служби, не знам за директорите се сменја, меѓутоа за мене стручните служби имаат одговорност. Јас ви кажам, да сум јас во таа стручна служба, јас со писмо ти се оградам. Дали некоја стручната служба се огради? И голем дел од лекарите кои што даваат конзилиарно се всушност членови на тие комисии. Ама видите тука... И тука е таа двојна игра. Да, двојна игра и они фактички тоа што ме боли, терањето на сеир, значи они не знаат маката и сега ќе напишат тие нивни фамозни писма дека лекарската комисија се состана, па сега треба да доставите мислење од клиниката, а тој што е во клиниката, тој е во комисијата. И ви дава да кажеме рок од 8 дена и вие треба еднаш да отидам да го однесам 2-3 пати, тоа не е шалтерска работа, јас да изведам уверение. Вие треба тоа дојдете 3 пати, па тоа е на операција, па тоа. Мислам, тоа ајде да не го... Сега случајот е стигнат до висше првенство? Не, уште не ни по жалба, затоа кажувам. Значи, тоа е првостепена, се чека уште, значи повторно оди тужба, решение, значи пинг-понг играта 6 години продолжува. Штетата е направена кај мене. Значи, ние сме уништени и тоа не е судбина. И за тоа треба да одговарат.
Треба да одговарат. Јас пратив имейл на директорите. Јавно повикуваме јавното обвинителство. Нека го разгледа предметот. Нека види. Затоа што фондот, јас знам дека они се навредени, затоа што јас им кажам дека тоа не е така. Па, еве ги повикувам кога сакаат, пред кој медиум сакаат, овде сакаат, каде, еве нека дојде правната служба, нека дојде Ангел Митовски и нека ми објасни таа одредба и нека ми објасни како тој што дал мислење дека не знае да изведе операција, нема подршка, нема услови, не е битно. Да прави оценка на стручњаците кои што оперирале во странство. И која е целта? Секоја одредба има цел сама за себе. Што е тоа? Статистика ли е? Казнена одредба? Јас им напишав едно писмо што ако пациент почине, ќе го тужите ли семејството и тока ги наљутив. Меѓутоа, тоа е така. Јас знаев дека таа одредба е направена специјално за моето дете и не можат они мене да ми го спорат правото јас да се борам за моето дете. Значи, правилник ваков како што е концепиран, сакам ова да напоменам, ако добиете конзилиарно мислење, значи семејство, и не добиете придружник, а на домистокот на патни на трошоци со медицински превоз е символичен, значи, џабе сте добиле вие конзилиарно мислење, џабе платено во клиниката. Ако е семејството со, да кажеме, 15-20 месечни примања. Не може ни да помисли. Па не може да помисли тој да појде. Значи, сето тоа треба да биде, значи, направено така да функционира. Да биде значи, да можат да одат на достоинствено лекување. Да, и да се има достоинство. Така, и можеби тоа е причината што многу од граѓаните се одлучуваат директно да собираат донации, воопшто не се ни обраќаат. Па искрено, па не, јас за втората веќе интервенција јас воопшто не одев, бидејќи јас имав средба, го чекав екс-директорот, го начекав на ходник, во холот на клиниката, го замоли, викам, добро, зошто не ги вратите? Јас повторно морам Сања да ја носам на контрола во Германија ради имплант. Они тоа самите го имат напишано. Одговорот беше, па достави дадовме. Еве повикајте го, сите овие што ги именувам, јас имам доказ, имам факти за се, не лажам и гарантирам дека доколку директорите на фондот утре може да свикат комисијата, може да го сменат мислењето и да ги дадат вратат и да направат сосема законски, дека нема да го прекршат законот. Вака они стануваат соучесници во ова, како да кажам, во ова незаконие, во ова уништување. Мислам, не уништија буквално. Дискриминација по... Да ви кажам, значи ова имате вие привилегирани, а не знам, они нека си ги кажат, јас ги претпоставувам и ги знам случаите. Имало такви случаи, сите ги знаеме, да. Добро, јас се надевам дека овој разговор, овој ваш апел ќе допре до сите овие што ги спомнавте, до институциите и дека ќе го разгледаат овој случај и да заврши оваа голгота која што ви трае цели 6 години. 6 години, значи се води покрај битка за здравјето да се негова. Јас имам проблеми административно-судски, значи поигран случај што сум јас правник, па тоа го пишувам, инаку сигурно ќе ви требате доста пари за адвокат. Или ќе поверувате дека навистина не сте во право. Значи, срамота од оваа институција што се вика фонд. Уште еднаш апелирам на директорите да го разгледат, значи тоа треба да се чита, да се прочита, да се види. Им гарантирам дека можат слободно и дека нема да го прекршат законот. Ако сакат да одлучуваат онака како што они се дел од оваа влада, онака како што ја слушам што премиерот Зоран Заев кажува. За народот да се работи. Јас имам многу да се зборувам, меѓутоа да го пренесам разговорот, суштината е тоа. Ви благодарам. Благодарам и на вас што ме сослушавте.